Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите. Ова денешна пресконференција обраќање е да изнесам ставови во однос на тоа што премиерот и од владата генерално доаѓа како информација во однос на следни чекори во делот на активностите во областа на правосудството. Имено сите сме свесни дека судството со години наназад предизвикува незадоволство кај граѓаните, има многу спори постапки, има сомнеш за големо политичко влијание. Веднаш на почетокот сакам да кажам две работи. Првата работа е дека апсолутно немам намера да стојам во одбрана на одредени личности. И втората работа, сметам дека ниту една влада во изминатите 3 децении и повеќе години не направила доволно за да се случат вистински реформи во правосудството, нешто што граѓаните навистина го заслужуваат, сакаат да го видат, и поради чие неслучување практично сега има огромен гнев. Меѓутоа, да се користи гневот на граѓаните за да судството се присвои, како што тоа гледаме дека се обидува да го направи ВМРО ДПМН, сметам дека е апсолутно недозволиво и апсолутно недемократски. Се поставува прашањето дали ВМРО ДПМН сака тоа да го направи, ставањето на партиска капа врз судството, за да заштити некои своји неправилности, криминали во работењето, а ние секој ден откриваме и ќе откриваме во следниот период се повеќе и повеќе скандали. Почнавме со скандалите кои што се однесуваат на работењето на градоначалниците од ВМРО ДПМН. Заканите на премиерот дека ќе се случал народ на судството е порака дека тој признава судство само по своја мерка и дека не сака ниту подобро, ниту пак независно судство. На некој начин таа изјава е оксиморон, односно со партиски протести ќе се борат против наводно партизирано судство. И нема поголем доказ од тоа дека крајната цел е само партизација. Наместо се спроведат вистински реформи, кои што сега за прв пат после толку години се на маса, ќе се протестирало, тоа е апсурд и политика без преседан. И доколку се случат и продолжат такви притисоци врз целокупниот правосуден систем, верувајте, довербата од 2% ќе се намали на 0 во следниот период. Меѓутоа, ние сме го виделе ова сценарио, сите знаеме како завршува и како функционира судството кога ВМРО ДПМН ќе го стави под свое. Вистинските промени може да се случат само доколку се случат вистински реформи, а не со притисоци и со закани. Ги повикувам уште еднаш целата владеачка коалиција ВМРО ДПМН, Знам и Влем да се вразумат и да го почнат патот на вистинските реформи. Граѓаните треба да бидат свесни што ќе се случи ако овие тенденции продолжат во следниот период. Еве, сега се судиите, во исто време паралелно под притисок се и представници на синдикатите, се врзуваат со одредена политичка партија, со СДСМ, нивното делување, нивните барања, што сметам дека е целосно, некоректно, поради тоа што барањата на синдикатите се автентични се барањата на работниците, да им се зголемат платите во ова време кога платите стагнираат, а цените неразумно растат и владата не превзема ништо да ги стави под контрола. Сакам да кажам дека СДСМ јасно и принципиелно кажува дека решенијата за реформа во правосудството се спремни и на маса. Работени се заедно со представници на Европската Унија, преточени во реформската агенда и планот за раст, кој го подготвуваше нашата влада изминатите години, а го потпиша премиерот сега пред неколку месеци во Брисел. Во таа реформска агенда се содржани повеќе закони во делот на правосудството и закони кои што се однесуваат на обвинителството и на судскиот совет, и на платите на судиите, и на движењето на судските предмети, и ред работи кои што треба да се случат за да се стави ред во тој
систем за да почне да функционира согласно европските норми и критериуми и постепено да граѓаните ја враќаат довербата во правосудството, дека ние како партија сме спремни. Тоа го кажавме, но еве ќе го повторам, да ги поддржиме сите закони кои што се во реформската агенда, да ги изгласаме заедно, поради тоа што сметам дека мора да постои национален консензус, ама не само на зборови, туку со дела да покажеме, посебно за еден од столбовите на државата, а тоа е правосудството. Дополнително, што тие закони се поврзани и со финансиски средства, грантови, целокупниот пакет е 800 милиони евра помош за Македонија, за жал од 30-тината закони кои што се во планот да се донесат до јуни 2025 година, само еден закон е донесен, ниту еден друг не е во собраниска процедура. Апелирам владата да престане да врши партиски притисок, како што тоа го направи врз независните регулаторни тела, со измени на закон ги сменија луѓето кои што беа членови, како што тоа го прави сега врз представници на синдикатот и врз правосудството во целина, и конечно да тргнеме по патот на вистинските реформи. За тоа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дава целосна поддршка и тоа ќе го манифестираме со гласање за било кој од законите од реформската агенда во парламентот. Благодарам.